И одиме со уште една нова трач рубрика епизода. Зашто ли ќе трачариме денес? Кој ќе биде мета на нашите трачови? Што ли остана после домашните трачарења и матурантите? Колку остана, бате, крај нема трачоите. Трач држава сме ние, бе, брат. Сам не дека сегде во светото не функционира. Не можам да речам дека е само кајна кога од трач рубрика живеат тон луѓе во свет. Значи буквално од тоа живеат. Да не прамува веќе за мерак си ја прави. Цели естради, сите популарни сурати и се што се врти околу нив се врти околу трач рубрика. Можда затоа и никогаш не сум го бендисвал тој шоу бизнис. Сам не оти ми е гајле кој што ќе речи како ќе речи, него едноставно не ќам до толку да сум центар пажња. Иако сум сигурен дека то не ви изгледа така. И можда би прашал како ви изгледа, ма знаеш како? Кој те праша бе, бат? Што сака како сака нек изгледа. Моje е сега да пуштаме на шпица си продолжам со муабето. Твое што сакаш да си мисли. Договорено? Ајде за пуштај на шпица, бате, и одиме. Ко што рековме, трач рубриката постои сегде, ама најмногу ја има по медиум. Да не речем голем број од медиумите од тоа живе, ако не и си, освен можда една вистинска телевизија. Значи има медиуми или луѓе во медиумите што специјално тоа го работат, пошто очигледно на луѓето не му е гајле кој шо открил и шо направил, туку му е битно кој со кој спиел, кај спиел, кој бил каде сликан. Затоа што не го знаат луѓето, барем кај нас во Македонија, а вервам дека и на Балкан, ако не и во цел свет. Многу често и се местат тие работи. Се местат тие папарацо фотки. Ко мене на времето после идолчо ми се ува, брат, да наместиме папарацо фотки. Букам, ти се служеш шо збораш бе, другар, како се мести папарацо фотки. Ако му е толку битно на некој нека слика, ако не му е ич, нека не ме замара. Не бе, неке наместиме, ти демек нешто, јај салата по улица Македонија. Абе, една грешка нема, јас сега ќе земам салата и ќе тргнам по улица Македонија, кога ќе се договориме за некој да ме слика, демек случајно. Проблем да не. Ако ме начекаш негде на кафе низ битолата, па си ме сликал или нешто, ај во ред, макар што и тоа е премногу, буквално е нарушување на приватноста, ама добро, ајде. А за специјално да сме местеле, не знам шо. Оди, најди нешто, напиши, направи нешто, не досадвајте со глупости. И то треба ви биде одговор на сите што не ви беше јасно. Зошто јас многу не се врткам во тие кругови таму. Едноставно не сум тој човек. Не ќам да ми има по секоја цена. Ако беше така ќе бе поинаку работите. Ако ми има за нешто што сакам да го правам, нека ми има, ама сада местиме глупости, тоа е глупост невиден. Сам барем за мене. Очигледно не мислат сите така. И очигледно народот ги сакат тие работи, пошто ден денес функционира. И тоа има луѓе што до толку сакат да бидат центар на внимание и тоа го прават толку искалкулирано, што не салата бе, брат, во врски влегва. Значи врските ги прават специјално со намера да ги пиши по медиум. Едота мојта трач рубрика. И се додуше ако размисли за колку поситни работи луѓето прават такви подвизи, можда и не е толку страшно, ама сепак не постои сила на светот што било кога би ме натерала бидам со личност со која не ќам да бидам заради тоа што ќе пишеле нешто медиум. Една грешка да нема бе, бат. Никој ништо нека не пиши во. Се додуше во свет одат и многу подалеку. Прат снимки, прат ова она. Некои луѓе едноставно се ќе напрат за да ги има. И знаеш како таму нека му е дај Боже се да му се оствари што сакат да постигнат. Што да ви речем друго? Ако ништо друго ќе му дајте муавет на луѓе. Ако веќе го спомнавме то кафето битолско и муаветите, ако постои најтрачарска улица во светот, тоа е Широк сокак, бат. Значи колку што се трачар на Широк сокак. Отко ќе отворат кафулињата дур не затвора. Па и нешто подоцна во лет. То нема место друго, не постои простор во светот кај што толку многу се трачари истовремено. Значи рачуне ние во Битола не се име на кафе ако е масата со 4 столици и 2 столици да се накај шеталиштето, 2 да се накај кафичо. Нева, сите 4 се накај шеталиштето. То грбо кон шеталиште може јас да седнам и уште 10 души во град. Макар што и тоа не е препорачливо пошто цело време идат луѓе и слушаш сите кај си мисля ти треба се вртиш врато и скриве. Затоа сите седнувате на кај шеталиштето и гледате се. Како што гледат сите, така сите зборат за сите што ги гледат. Дали се од каршија во кафичо, дали врват, дали што сака нека. Значи цело време нешто се ломоти тук. Ви го не ви. Абе каош по тренерки на шеталиште. Ни клал тренерка онде, народот да го гледа. Абе дотерај се. Со детето може на тренингот. Зошто? Што те тера? Кој сака што сака нека носи. Ако сака некој по тренерки излези, треба по
тренерки да излезе. Пошто тесна фармерка вака залепена со бос мајца и со онакво како го викате она женствено чанте овде за чигариња чување, то не е дотервање. Можда е тропоки од тренерките, ама пак не е нешто што тебе те прави вау дотеран, па са другите не чини. И на крајот на денот и најдотеран да си на светот, најскапите алишта ги имаш на тебе, што ти е гајлеш оно зад луѓе? Се и полиција маса, само тие таквите луѓе обично не се замарат. Се замарат луѓе што глумат пари, луѓе што имат пари, обично си се облекват како што сакат, си седат кај сакат, нему е гајле едноставно. Имат попаметни работи за мислење. А овие што глумат пари мислат дека ако зборат за другите дека не чинат, дека тие на повисоко ниво ќе видат. Како и да е, кој да помине, ќе види зборнат и нема да му е простен. Она гледаш он. Абе седи мораш озбор. Тој не ти кажува што е, тој ти отвара имагинацијата. За ти да си правиш филм за понатаму да имаш да раскажеш трач рубрика. Тој може да ништо, може да четка за нужник чистење му има продаено. Не битно. Битно ќе ти направи филм и ти од тука почнуваш. Седнуваш на друго кафе, а гледаш она. Со ова и шо Ужи нужникот му го чистеше, шо знаеш ти Овој го гледаш онде. Ој не книвка фана на музиката, 100 денари му остава. Бе, дали 100 денари се остава, бе? Оми јас после него му цилјадарката. Па се да се знае. Добро, бате, можда последните му биле 100 денари. Ете, мерак го фатило, сакал да ги. Шо ти менува тебе во живот? И стално мора да има некој со некоја сочна приказна во друштвото. Слушнав тебе за она? Шо беше на матурите онде? Не бе, брат, шо? Значи, ојде на матура чупето се направи дрво са натре. Оттаму в клуб директ продолжи да повраќа по масите да носат четворица кај носе, не знам. Шо збор? Да бе, враќи ми Господ. А зедоја четворица каја однесо ја кузна. Шо збораш бе, неа татко знаеш кој му е? Значи обавезно го се прави некој ваков сочен муавет, одма фамилијата се разглаба од нигде никаде. Значи никој ништо не спомна со фамилијата, ама некој ќе знае. Некој ќе излезе, знаеш неа татко кој му или мајка која му? Еди кој си таму ваму шо работи? Шо збораш? Зато та пијана и одма си ги врзват тие работите. Ич да не се гираш ти. То може да ич да нема врска со приказна, не е битно. Значи рековме поговорката битола која е поарно око да ти изват од муа. Зато многу со брачеди и со другари излегвање неки. Оди тие четворица може и роднини да ти се нема врска. Еден да речи нешто негде готово бате. Со здравје си го носи. И нормално обавезно има некоја неверојатна приказна во муаветите. Го видовте мечето бе? Енде мечето го видовте? Дома на гости ми дојде. Што збораш? Како бе? Да бе муце на гости ми дојде. Седам јас дома гледам Реал Барса. Го слушам Песо Лајнад. Го слушам се смеј после. Шо направи реков ој шо напалка сега. Отварам џамо, го гледам со мечето си игра. Абе шо правиш му дам ти будала си. GTA и мечката GTA. Ги гледам двата раскикотени тука. Мераци, реков ки излезам ќе врзам сега. Ко може Лескопје волк да чува дома мечка ќе врзам сега мечето. Јас дур да излезам бате преку Песот, колут преку ограда и ми изме. Тие кај фати угоре негде в плани. Ево за Песотажен седи дома. И после тој муавет ти се отплати кафето ќе замини и од тука тргнува трач рубрика. Го видел еве, мечето на кафе го викна. Дома на гости му дојде мечето преспа кај него. Зато не може да го најдат 2-3 вечери. Барај го ти со полиција мечето кај дома. И после таков муавет ич да не те чуди ако те завикат напрекар мечето. Со здравје си го носи. Е тоа бате. Трачот живеј сеги, не можеш да му избегаш. Саш дома, саш надвор, саш на работа. На работа кога се трачари. Кај сакаш биди вработен, че сакаш работи трач рубрика да си функционира. Освен пример вака ако си работиш сам в студија. И да саш нема кој те оговара, евентуално комшите. Да рече чо правај сам. Од време на време му идат луѓе да ме клабаво нешто. Ки некој му иди. Ама затоа ако работиш било каде со луѓе, уживај ватуле. Или ќе се зборате меѓу себе, или вие заедно ќе зборате за некој други. Трето нема. Ама па и треба некако дено да поминува, така. Не се доседва цел ден на работа. Види ова шо влезе. Ки знаеш шо? Секое влегвање со некој други. Кај ги наоѓа? Што му прави? Не знам. А онај знаеш кој беше онај? Еден што идеше порано женет со една друга, остан со 2 деца. Ако ти текнува со една плава, што замина странствено време што работеше. Аман човек ти текнува една директорка што беше што го избрка од дома. Му речили ќе одиш странство или децата нема да ги видиш никогаш. Една таква намќор што е голема. Дојде кутрио што да ете го сега вратен со ова шо пратне. Значи цело фамилиарно стебло, абе муабетите подома му ги знаат мо. И после ќе ми речи некој егејска Македонија на времето пуштале шпиуни да слушнат дали ќе збора некој подома македонски. Аме разговорите домашни му ги знаат денешно време овде нашите. Тоа е чудо некое. Тоа е нешто неверојатно. Трачо нема граници бева. Единствено нешто што може да има граници ова време трајањето на епизодите. Што да се прави? Мора негде да заврши приказна. Иначе ќе немаме приказни понатаму закажување. Така што толку од мене за денес. Вие останете си на нашата програма и ние се гледаме наредна епизода. Поздрав и имајте убав ден.